По долг период исполнет со административни процедури и предизвици, конечно започнува реконструкцијата и модернизацијата на универзалната сала, еден од најпрепознатливите културни символи на Скопје и државата. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков ја објави оваа вест, истакнувајќи дека се отстранети сите правни пречки за почеток на градежните активности. Постапката за избор на изведувач е успешно завршена, откако Државната комисија за жалби по јавни набавки ја одби како неоснована поднесената жалба и го потврди изборот на најповолната понуда. Со ова проектот добива зелено светло за реализација, што означува почеток на една од најважните културни инвестиции во последните години. Реконструкцијата ќе се реализира по принципот клуч на рака, што подразбира целосна изведба од страна на избраниот изведувач, од градежни работи до финално уредување. Според најавите, модернизацијата на универзална сала треба да заврши до декември 2027 година. Овој рок е од особено значење, бидејќи проектот е дел од пошироките подготовки на Скопје за аплицирање и добивање на престижната титула Европска престолнина на културата за 2028. Со новиот изглед и функционалност, универзалната сала ќе прерасне во современ културен центар, способен да одговори на највисоките стандарди. Просторот ќе биде наменет за одржување на театарски представи, концерти, фестивали и други значајни културни манифестации, со што ќе се зајакне културниот живот во главниот град и пошироко. Овој проект не представува само градежен зафат, туку и долгорочна инвестиција во развојот на македонската култура. Тој ќе обезбеди подобри услови за уметниците, поквалитетно искуство за публиката и нови можности за идните генерации, велат надлежните. Министерот Љутков нагласи дека останува посветен на транспарентно, законито и ефикасно реализирање на сите капитални проекти кои имаат за цел зајакнување на културниот идентитет на земјата.